Erasmus Plus програмата и Националната агенција за европски програми и мобилност, која постојано се труди не само кога се учениците во прашање, туку и за наставниците и за професорите, да овозможи еден начин на доедукација преку вмрежување, преку размена на искуства. Ќе разговараме со директорот Марко Ѓоргиевски. Во моментот се во Франција. Марко, каде се наоѓате? Добро утро. Каде се наоѓате и која е вашата цел и мисија? Зошто сте отидени таму? Добро утро, Јована. Моментално со колегите од Националната агенција, меѓутоа се една поголема делегација од околу 4 училишта. Заедно преку француската амбасада, моментално сме во Лион, каде што го работиме, што многу добро кажете, и вмрежувањето, особено делот на училиштата. Тоа значи дека тука 4 наши училишта имаат веќе обезбедено партнер, каде што заминуваат ке нив во училиштето и започнуваат еден начин на комуникација, да видат дали имаат исти програми, подоцна да можат да заедно да напишат проект. Заедно со моите колеги тука, ние ги водиме низ процесот на аплицирање, што значат приоритетите на програмата, како треба да се аплицира и слично. И ова е една изворена можност за училиштата од Македонија, за да можат да се мрежат со училишта од Франција. Ова е веќе втора ваква посета. Претходно колегите беа во Дижон со други 4 училишта и сега моментално сме во Лион. Само што треба да заминеме на посета од едно училиште кој се наоѓа на 40-50 км надвор од градот Лион. Тоа е едниот дел од приказната. Другиот дел е дека колеги од Националната агенција замина Сабалево во универзитетот и во ректоратот на универзитетот Лион 1, каде што со координаторите за интернационална канцеларија веќе разговараат за тоа како можат нашите студенти да заминат во Франција, дали тоа преку програмата Erasmus Plus на мобилност или воопшто да ги презентираат сите придобивки можности кои што ги имаат овдешните универзитети. Лион е втор најголем град во Франција по бројот на студенти и е навистина едно убаво место и една изворна шанса да можеме да приближиме до нашите студенти. Марко, со оглед на тоа дека ова не ви е прво искуство, досега навистина сте имале успешно спроведени проекти, па може малку ајде повеќе и за искуството, колку се значени тие и колку во пракса потоа се примиливи тука кај нас, во нашите училишта, на нашите универзитети? Да, искуството што ни покажа во последниот период, веќе навистина сме во активна комуникација со Францускиот институт, е дека веќе и самите училишта веќе се свесни, веќе ги гледаат нашите презентации, учествуваат на нашите конференции, нашите работилници и почнуваат веќе да има резултат. Веќе неколку училишта се врежени, заедно пишуваат проекти, некои од нив веќе имаат и добиено проект. Тоа значи дека тоа е изворена шанса, отвараме една нова траекторија каде што нашите училишта заедно со училиштата во Франција работат директно заеднички на проекти, на размени, не само на деца, туку нормално и на наставен кадар. Тоа што е многу битно, вчера ни презентира и една програма за како провайдер кој што е државен тука за наставниците, што е од изворна можност за и они самите да можат да заминат, да бидат во текст на сите новости што ги има тука. Тоа значи дека тоа што се случувало во минатото веќе почна да вродува со плод. Тукашните училишта што се дојдени тука веќе планираат да аплицираат во февруари на повика, така да сметам дека ова е изворена шанса за нив за да продолжат оваа соработка или соработка со француските училишта. Меѓутоа, она што сакам повели ова на повеќе. Па не, сакав да кажам дека шансите можеби се случуваат еднаш и особено кога се студентите во прашање и учениците треба да се искористат, но никогаш не е доцна и кога се наставниците и професорите во прашање, колку да речеме таа фела сака да се надоградува и да прима нови знаења, но исто така и да соработува со професори, со наставници надвор од нашата држава, кои што имаат поинаков начин, можеби, и на функционирање, и на образование. Да, по францускиот образовен систем е надалеку познан и признан по неговиот квалитет. Олеснителна околност е што најголем дел од овие училишта се франкофонски. Тоа значи дека активно говорат француски јазик и е многу полесно
со нивните колеги тука да соработуваат и да најдат заеднички да соработуваат во делот и на проекти преку програмата Еразмус, меѓутоа и општо не само преку проекти од програмата Еразмус да можат да ги разменат нивните искуства во делот на наставните програми, како ги спремаат, како подоцна со децата работат. Така да има и голем број на проекти кои што се активни, каде што можат многу лесно да го применат тоа во самите училишта, што не треба проект. Тоа може би веќе излезено од некој проект, некоја брошура, некој упатство, новите тулкитови или слично, каде што веќе тоа е слободно за користење за сите, само да можат да го применат во нашите училишта. И сметам дека е за нив изворна можност да видат како се работи во училишта во Франција и дел од тие се надеваме да ги применат во нашите училишта, ќе биде добро за сите. Да, и ние се надеваме. Марко, благодарам за се разбира за оваа можност што поразговаравме. Посакувам пријатен пристој таму, полни раце работа, со лесно се гледаме, се разбира и со плодовите од вашата работа во нареден период.